До флеш вестите, односно кафе дилемата, ќе зборуваме за еден настан кој што почнува во четврток. Станува збор за меѓународен научно-стручен собир, инклузивно образование, состојба и предизвици и за промоција на една нова фондација. Ќе чуете за која фондација станува збор и зошто практично постои оваа фондација. За таа цел утрово гостин во утринската програма е Горан Петрушев, председател на Сојузот на дефектолози на Република Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Еве најавив дека во четврток почнува меѓународниот научно-стручен собир. Пред да чуеме што ќе се случува, кој се ќе земе учество и зошто е меѓународен, да ни кажете Сојузот на дефектолози веројатно почувствува потреба да организира вакво нешто. Зошто? Дали е ова нешто редовно во програмата на работата на Сојузот или навистина постоеше потреба да се организира еден ваков стручен собир? Па добро, двете причини се битни. Значи, Сојузот на дефектолози има една програма за своето 5-годишно работење и секоја година организира вакви или слични стручни манифестации. Така да овој план го почнавме во 2009 година, која припремавме и во 2010 организиравме една исто ваква меѓународна конференција од поголеми размери, која што беше посветена на 60 години организиран третман, рехабилитација и едукација на лицата со инвалидност. Значи, на тој стручен собир ги додирнавме сите сфери во рехабилитација на лицата со инвалидност и децата со посебни потреби. Минатата година имавме симпозиум, научно-стручен симпозиум со меѓународно учество на тема рана интервенција и развојни пореметувања. Значи, дадовме значение на она најрана возраст од раѓањето па до првите 3 години, кога се појавуваат проблеми во развојот и кога треба да се действува. И оваа година, значи, во програмата ни е да се посветиме повеќе на образованието, на вклучувањето на децата со посебни потреби во редовните училишта, во посебните училишта. Значи, целта на овој научно-стручен собир е да го разгледа системот на образование на децата со посебни потреби, нивното вклучување во редовни училишта, оние што учат во посебните училишта и од целата оваа манифестација, значи, да предложиме мерки за поквалитетно образование на децата со и насоки во кои што треба да се действува за да се подобри статусот на овие деца. За инклузијата зборуваме веќе години наназад, меѓутоа се чини дека кај нас во Македонија некако тешко оди. Зошто е тоа така? Па видете, зборуваме години наназад и инклузијата некако не станува болна тема. Но таа започна, значи во Македонија организирано започна во 1998 година со еден проект кој што го спроведуваше Бирото за развој, УНИЦЕФ, Институтот за дефектологија, родители и повеќе чинители во процесот на образование на овие деца. И тогаш се отвори можноста, значи се даде поголема можност за нивно вклучување во редовните училишта. Не знаете како, самото вклучување на детето во редовното училиште не завршува процесот, туку тогаш и почнува. Така да тука во тој план се судривме со одредени финансиски, со одредени технички, кадровски проблеми. Државата беше неподготвена за такво нешто. Влеговме неподготвени, значи не направивме една посеопфатна стратегија. Што е потребно за тие деца? Значи, вие кој ќе го вклучите детето во редовното училиште, тоа не сме да го изгуби квалитетот на настава. Значи, мора да добива соодветен квалитет на настава во согласно со неговите потреби. А тоа треба да му го возможи училиштето, тоа треба да му го возможи општеството. Се од 98 се прават напори да се олесни тој процес. И минатата година се вработија 12 дефектолози во општините. Веќе почнува вработување на дефектолози, но повторно не завршува со вработувањето на дефектолога. Значи, треба сите чинители во тој инклузивен процес да бидат подготвени, да бидат спремни да го прифатат детето и да му понудат највеќе што е во согласно со неговите можности за да добијат тоа квалитетен едукативен третман како и сите деца. Така. Кога велите чинители, јас би ги потенцирала родителите на оние другите деца, иако сите деца се исти во една училница, меѓутоа
со текот на времето мислам дека го почнаа да го надминуваат тој проблем. Реакциите на другите родители на почетокот беа страшни. Не сакаа нивните деца да учат со деца со посебни потреби, но никако како да се надмина тој проблем. Па да, мислам дека се надмина и тоа во голем дел, но се уште во некои средини се уште има проблем, но ние сите со текот на времето, значи мораме да сфатиме дека ние сме сите исти, сите живееме во оваа средина. И на сите ни е потребно образование. И на сите ни е потребно образование. Сега тука имаше некој, повторно реков, од неорганизираност на целиот процес, значи слаба организираност, но тоа ќе се надмине како, нели, како го напредуваме процесот. Родителите гледаат дека и тие деца не се проблематични, дека тие се исти како сите други деца, само им треба нешто дополнително во едукативниот процес за да, нели, да можат да напредуваат. Тоа беше и целта на една ваква... Затоа и го поставивте ова како тема во овој научно-стручен собир. Да. Еве да кажеме дека станува збор за меѓународен, што тоа значи, од каде секи имате гости кои што ќе презентираат своји искуства, своји сознанија? Така. Значи, вака, главната цел, главниот фокус на овој научно-стручен собир е инклузивното образование во Република Македонија. Значи, што е она што практичарите ќе имаме околу 67 стручни излагања и ќе работиме на 4 тркалезни маси. И на целата ова, значи, стручна манифестација, стручните работници, родителите, невладиниот сектор, значи сите се поканети и веќе имаме пријавено учество, ќе учествуваат активно во работата и ќе донесеме насоки, предлог насоки до Министерството, до надлежните органи, како да се подобри процесот на инклузија. Но во целата оваа работа, значи, мораме да видиме и каде сме ние во соседството, каде сме во Европа, значи не можеме да гледаме само во нашиот круг, така да се поканети предавачи од соседните земји, од Република Србија, од Република Бугарија, од Хрватска, Босна и Херцеговина, имаме од Косово, од Словенија, значи претежно земјите од поранешна Југославија, но и соседните балкански земји, кои што поголем дел од нив се веќе отидени доста понапред од нас во овој процес и добро е да ни ги кажат нивните искуства со што се тие се соочиле во овој процес на инклузивно образование, посебно тука колегите од Србија се доста отидени понапред, значи они за неколку години веќе направија еден вистински инклузивен образовен систем. Исто и колегите од Бугарија кои што поодамна работат на тоа, така да би требало да ги видиме нивните искуства за да можеме, нели, она веќе ништо тие поминале да го она што можеме да го прилагодиме на нашиот систем, да го прилагодиме, она што треба да го измениме и ние да додадеме нешто. Јас се сеќавам во периодот кога почна инклузијата кај нас во Македонија, некако и Црна Гора се вклучуваше во истиот период. Практично таа ги превзема нашите искуства. Ќе гостуваат ли од Црна Гора? Па од Црна Гора немаме најавено со стручни излагања, инако знам дека тие исто идеа со нас паралелно, но тие исто така направи еден чекор, сега не знам колку тоа се спроведува кај нив, но тие донесоа стратегија за инклузивно образование, која што ја изготвија, ја усвоија во нивните парламентот, што ние ја немаме, но знаете како ние веќе сме влезени во тој процес, така да од 98, така да може би сега е задоцнато да носиме стратегија, но може да се предложат низа законски и подзаконски акти кои што ќе го олеснат целиот овој систем на вклучување, но и ќе го дефинираат системот на посебните училишта како такви во целиот овој образовен процес. Бидејќи тие, нели, ќе си екзистираат и ќе постојат, но модифицирани и спремни да понудат услуги на новиот инклузивен процес. Кога рековте дека може да се направат некои законски измени, дали тоа значи дека во сабота, кога завршува овој научен собир, ќе произлезат и некои заклучоци, насоки кои што ќе бидат пренесени на институциите, со оглед на тоа што гледам дека и Министерството за образование е покровител на сето ова? Така, значи тоа е главната, Министерството за образование е покровител и соорганизатор. Значи ова научен стручен собир го организира Сојузот на дефектолози, Министерството за образование и Философскиот факултет, Институтот за дефектологија. Значи еден ваков состав на организатори нуди пред се можност квалитетно да се дискутира, значи тоа се луѓе кои што теоријата и праксата кои што работат во образованието и Министерството како законодавец кој што ги носи актите, значи министерот господинот Панче Кралев покаже интерес за овој наш научно стручен собир и затоа тој е и покровител. Значи се има за цел во сабота која ќе ги донесеме ние заклучоците и предлог мерките. Тоа е она што ние, значи,
како стручни работници предлагаме во кој насоки да се движи инклузивното образование, тие, Министерството ќе биде исто заедно со нас, ќе бидат доставени до Министерството, до Бирото за развој и понатака тие ќе треба во согласно со нашите препораки да ги прилагодат, ќе ги обработат повторно и да се донесат некои законски и подзаконски акти кои што ќе го олеснат вклучувањето на децата и напредувањето во текот на образованието и Министерството ќе издаде отпечат насоки за инклузивно образование кои што ќе ги користат сите наставници, родители и другите чинители во целиот да споменеме дека и Филозофскиот факултет, Институтот за дефектологија е вклучен во сето ова и Сојузот на дефектолози и да кажеме дека еден од главните поднаводници виновници за покренување на целиот овој процес, не само инклузијата, туку и воспоставување на студии за дефектолози е професорот Ајдински, кој што сега е во пензија, но се уште е активен. И токму овој професор својата хуманост неколку пати досега ја докажувал, а еве и нешто ново кое е поврзано токму со овој човек. Станува збор за една нова фондација. Така, значи професорот Едински е основач на многу установи од областта на дефектологијата. Уствари тој е и еден од првите луѓе кои што почнал да работи во ова поле, значи во напредување на квалитетот на услугите на лицата со попреченост и долги години, значи не само со основање на оваа фондација, тој се јавува и во улога на донатор, во улога на минатата година доби наградата за индивидуална филантропија. Значи е човек кој што е познат по својата хуманитарна активност и новина од оваа година што е формирана фондацијата професор доктор Љупчо Ајдински, основачи на фондацијата се Марија и Љупчо Ајдински. И целта на оваа фондација значи е хуманитарна активност, доделување на награди, поддржување на стручни лица кои што работат со лицата со посебни потреби, но и на самите лица со посебни потреби. Значи, соработката на фондацијата и Сојузот на дефектолози е доста добра, така да Сојузот на дефектолози донесува, значи ние секоја година усвојувавме одлука со која што доделувавме награди, кои што професорот Љупчо Ајдински ги донираше од собствени средства, сега тие награди се префрлуваат на фондацијата и тоа се награда за најдобра установа од областта на рехабилитацијата и едукацијата на лицата со инвалидност и децата со посебни образовни потреби, најдобар корисник, значи тоа е ученик или корисник на услуги во овие установи и најдобар практичар од областта на дефектологијата. Така. Овој пат имате веќе имиња на оние кои што ќе бидат признаени и ќе добијат награда од фондацијата. Може ли да ги кажеме? Јас веќе го имам известувањето, но еве вие кажете, соопштете ги кои се тие кои што навистина заслужуваат да се споменат. Така, значи на вчерашниот состанок на управниот одбор на фондацијата по препорака на Сојузот на дефектолози на Република Македонија се донесе одлука дека во областта на најдобра установа наградата овој пат ја добива посебното основно училиште Маца Овчарова од Велес. Наградата за најдобар корисник е Игор Чепостолов од Центарот за телесна инвалидност Бања Банско во Струмица и наградата за најдобар дефектолог ја добива господја Лорета Андреевска, која што е вработена во посебното основно училиште Иднина. Така. Тоа се тие награди кои што ги предлага и ги Сојузот на дефектолози, инаку оваа фондација доделува и награди, односно стипендија за најдобар ученик кој што ќе се запише на Институтот за дефектологија, потоа доделува награда за најдобар студент кој што ќе го заврши Институтот за дефектологија, награда за најдобра невладина организација која што се занимава со која што целна група е се лицата со попреченост и награда за најдобар научен работник во областта на дефектологијата. Тоа е она што сега ги има востановено овие награди, инаку е отворена и спремна понатака да значи да работи на полето на подигање, на севкупно подигање на квалитетот на услугите кои што ги добиваат лицата со попреченост, како и директна помош на самите лица кои што се корисници на овие услуги.
И уште да кажеме дека овие последниве добитници ќе бидат присутни на симпозиумот за кој што зборувавме и свечено професорот Ајдински ќе им ги врачи овие награди. Исто така ќе присуствува и деканот на филозофскиот факултет професорот доктор Горан Ајдински на овој симпозиум и останува само на крај да кажам дека луѓето се паметат по своите дела, па ми се чини дека и Љупчо и Марија Ајдински ќе останат запаметени долго, иако се уште се во добра кондиција и можат уште многу да дадат токму во оваа област. Горан, благодарам за учеството во утринската програма, многу успех и секако многу среќа во понатамошната работа со децата на кои што им е потребна една поинаква нега, едно поинакво образование и нека се разбуди хуманата нишка и кај нашите гледачи, нека тргнат по стапките на професорот Љупчо Ајдински и нека се подзамислат доколку во оделението имате дете со посебни потреби, што треба да му кажете на своето дете, како да се однесува, дека и тоа може да му биде другарче. Продолжуваме натаму со музичка numera, а по флеш вестите и денешната кафе дилема.